Во секој момент во Стейт Департментот на Соединетите Американски држави треба да почне втората сесија од стратешкиот диалог со Македонија. Таму е колегата Александар Спасовски, го имаме во живо во овие вести. Александар, што може да очекува? Да, Иван, може да се каже дека пред некои 10-15 минути почна веќе еден од оние состаноци кои што се во рамки на втората сесија од стратешкиот диалог. Очекувањата се дека ќе се разговара за повеќе теми, пред се главна ќе биде безбедноста, сајбер безбедноста. Соединетите Американски држави планираат да прилично да ни помогнат во овој дел кога станува збор за заштита на сајбер просторот. Едно од веројатно главните теми и она што како што успеав да видам од утрово буди најмногу интерес во Македонија ќе биде темата поврзана со енергетиката. Ќе се разговара за безбедноста, ќе се разговара за соработка во делот на економијата. Најавите ги слушаме во продолжение од шефот на македонската делегација овде во Вашингтон, Тимчо Муцунски. Во Американскиот Стейт Департмент заедно со колегите од нашата влада, тука и колегата Тошковски, министерот Мисајловски, министерката Божиновска, министерот Андоновски и министерот Дурмиши, ќе зборуваме за многу конкретни теми поврзани со билатералната соработка со Соединетите Американски држави. Нови инвестиции во делот на енергетиката, што ќе бидат многу значајни за стратешкото позиционирање на нашата држава. Ќе зборуваме за конкретна соработка во делот на сајбер безбедноста, внатрешните работи, одбраната и секако ќе имаме билатерална средба со заменикот државен секретар господинот Лендал. Тука ќе зборуваме за стратешките приоритети помеѓу нашите држави, многу конкретни прашања кои што ги засегаат нашите граѓани и очекуваме во текот на денот да биде објавена и заедничка изјава помеѓу двете страни, каде што сите овие прашања ќе бидат конкретизирани, но несомнено ќе дискутираме и за актуелните состојби на глобално ниво. Безбедносни прашања кои што не засегаат, политички предизвици кои што постојат, приоритетите во нашиот регион, каде што ние сме сериозен придонесувач кон неговата стабилност. Да, Александар, ете, слушнавме министерот Муцунски најавува информации од како ќе завршат разговорите во заедничка изјава, меѓутоа премиерот Мицковски денеска објави повеќе детали за диалогот и конкретни инвестиции кои ќе бидат понудени на американскиот бизнис. За што се работи? Да, Мицковски утрово, колку што можев да видам на настан, рече дека американска компанија ќе инвестира во рудник во кривопланечкото село Луке, од каде што ќе експлоатира антимон, редок минерал кој што потоа ќе го транспортира овде во Соединетите Американски држави за обработка. Станува збор за една голема инвестиција. Исто така Мицковски рече дека негова желба е проектот Чебрен и Галиште да го земе американска компанија. Имаме изјавата од премиерот. Тоа се неколку области во кои што очекуваме да се постигне голем напредок. Истовремено да се промовира една инвестиција во еден значаен производен објект, а тоа е рудата антимон, која што ќе се експлоатира во близина на планечкото село Луке, во кривопланечкото село Луке. Редок минерал, нешто кое што наистина може за нашата економија да значи многу. Веќе таму истрагите се при крај и очекувам многу скоро да биде тоа започнато. Ќе се извезува во Соединетите Американски држави од инвеститорите. Ја добив информацијата дека топлоницата би се градела во Оклахома во Соединетите Американски држави, така што еден заокружен циклус и нешто кое што е многу важно за Македонија како држава и за нас како граѓани. Биде понуден проектот Чебрен и Галиште на потенцијални американски инвеститори, нешто што представува моја лична цел и моја лична желба. Иван, туку што почна практично на втората сесија од стратешкиот диалог, настаните се распоредени практично во текот на целиот ден. Овој кадар што го гледате зад мене, ретко се случува да снимаме во вакви услови, но се наоѓаме во седиштето на американската администрација, во зградата на Стейт Департментот, каде што обезбедувањето е прилично силно и ова е на некој начин единственото место каде што ни беше дозволено снимање. Да, Александар спомена дека пред неколку минути
минути почна сесијата на стратешкиот диалог со САД. Ќе ги следите случувањата, секако ве очекуваме повторно во живо во Централниот дневник. Благодарам за овие информации.